Dobar dan, deca. Јас сум наставник Сонја Дацева, предавам англиски јазик во Основното училиште Борис Трајковски Моноспитово. Денески учиме за family members, членовите на нашето семејство, нашите семејни врски. Дел од нив ние веќе ги знаеме, сме ги училе, но некои не. За часот ви се потребни моливче, тетрадка или блокче. Ова слика представува едно семено стебло или family tree. Во ред, ќе почнеме со објаснување на зборовите кои го представуваат нашето семејство и нашите семејни врски. Ќе започнеме со детево кое што е дадено овде на сликава и, например, тоа сме ние. Ми. Јас. Потоа, на следната слика се нашите родители. Да ги објаснеме зборовите. Parents, родители. Зборчето mother, мами, mom е мајка. Father или daddy, dad е нашиот татко. Потоа следуваат нашите браќа и сестри и со еден збор тоа е siblings. Brother е брат, sister сестра. Доколку тие се помали од нас, ние можеме да го ставиме зборчето baby напред и да биде this is my baby brother, this is my baby sister. Тоа е мојот помал брат, тоа е мојата помала сестра. Инаку ние сме деца на нашите родители, зборчето child е дете, children деца. Родителите на нашите родители се grandparents. Grandmother, granny, grandma е баба. Grandfather, granddad, grandpa е дедо. Потоа следуваат братот на нашата мајка или нашиот татко. Uncle, вујко, чичко, тети. Еден збор ги заменува сите овие три од нашиот јазик. Потоа, сестрата на нашата мајка или сопругата на нашиот вујко или чичко. Aunt, тетка, вујна, стрина. Повторно еден збор ги заменува сите три збора. Нивните деца нам ни се братучеди. Cousins. Зборчето cousin е братучет, братучетка. Во нашиот јазик разликуваме машки пол, братучет, братучетка, женски пол. Во англискиот јазик тоа е cousin. Сега доаѓаат семејните врски. Така, нашиот татко е сопруг на нашата мајка. Нашата мајка е сопруга на нашиот татко. Значи, husband е сопруг. Wife, сопруга. Доколку сум од машки пол, тогаш јас сум нивни син или сан. Доколку сум женски пол, јас сум нив ќерка или daughter. На нашите баба и дедо можеме да бидеме grandson, нук, или granddaughter, нука. На нашите вујко и тетка ние сме nephew, нук, niece, нука. Повторно забележуваме разлика нашиот јазик и англискиот јазик. Додека кај нас велиме нук, нука, без разлика дали сме на нашите баба, дедо, тетка, стрина, вујна. Во англискиот јазик имаме разликување точно, значи дали сме grandson или nephew или granddaughter или niece. Уште ни остана daughter-in-law, сна, тоа е нашата мајка, например, нашата баба. Son-in-law, тоа е зет. Mother-in-law е свекрва и father-in-law е
свекор. Во ред. Сега во вашите тетрадки можете да го нацртате семејното стебло и да се обидете да ги откриете семејните врски на ова семејство. За првата реченица ќе ви помогнам, потоа вие сами ќе ги решите, ќе го стопирате видеото, потоа повторно ќе го пуштите и ќе проверите дали е точно. Вака, првата реченица. I'm Jimmy's sister. He is my brother. Во ред, сега убедете се сами. Доколку ги решивте, ајде да ги провериме. Jane is my mother. I'm her daughter или можеби сум son. Зависи, значи дали сум машко или женско. John and Jane are my parents. John is Jane's husband. Jane is John's wife. Шесто. Charles is John's father. John is Charles' son. Charles is my grandfather. Shep, Shayla, Charles and Charlene are my grandparents. I'm Charlene's granddaughter, доколку сум женско, или grandson, доколку сум машко. Charlene is John's mother. Charlene is Jane's mother-in-law. Jenny is my sister. 14. John is Shep and Shayla's son-in-law. Jane is Charles and Charlene's daughter-in-law. Ви благодарам. Се гледаме следниот пат.